Професоре Ахич, во вашиот труд, во вашето излагање на оваа конференција ја одбравте за тема криумчарењето на мигранти. Предпоставувам низ балканската рута, но и Босна како земја во која што е земја на ваш интерес. Дали можеме да сметаме дека процентот на криумчарење се одржува и покрај тоа што оваа рута е официјално затворена? Pa tako je, u svakom slučaju sam fokus rada je bio na drugoj strani. Во секој случај, фокусот на мојот труд беше на другата страна, процесуирањето на кривичните дела што постојат во законодавството на Босна и Херцеговина. Станува збор за криумчарење на луѓе и организирање во групи заради криумчарење луѓе. Во оваа смисла и регуларни мигранти. Периодот што е наблюдуван од 2018 до 2022 година, станува збор за приближно ист број на мигранти кои што транзитирале низ Босна и Херцеговина, значи влегувале и излегувале кон Европската Унија. Но процентот на организираните криминални групи или поединци од локалното население, државјани на Босна и Херцеговина, значително е помал. Сега се организирани регионални криминални групи, кои всушност се државјани на земјите од кои доаѓаат. Тоа повеќе нема поддршка од локалните земји на балканската бегалска рута, која мигрантите и понатаму ја минуваат. Освен тоа што имаме проблем со криумчарењето. Во голем број, не толку во медиумите, но во академските трудови се среќава насилството врз жените кои што се во мигрантските групи. Дали имаме пријавување, затоа што генерално се смета дека немаат храброст, не сакаат да се задржуваат и да губат време на пријава на ваквите случаи. Какво е искуството? Што велат вашите статистики генерално во ова? Силувања, физички напади? Ono što smo mogli primijetiti... Она што можевме да го забележиме, не толку многу инциденти за кои што вие зборувате сме забележале во Босна и Херцеговина, но видовме во Србија, особено во оние делови каде што се приватните транзитни и азилантски центри. Таму доаѓа до поголеми групи и поголемо нарушување на јавниот ред и мир, но и поголем број насилства за кои вие говорите. Статистики, дали има воопшто некаква статистика во Босна од оваа тема? Da, u svakom slučaju, znači period u kojem je razmatran od 2018. do 2022. godine. Периодот што е разгледуван од 2018 до 2022 година со оглед на процесуирањето на кривичниот закон на Босна и Херцеговина. 143 случаи се издвоени за организирање како за организирано, така и за индивидуално во група. И 143 од нив кривично се санкционирани во некој временски период од 66 години и 6 месеци, така што и тие се ефект од сегментот на превентивното делување, односно сузбивање на организираниот криминал криумчарење на мигранти, така што тој вид на криумчарење на луѓе првенствено од domicilnih zemalja ili ruta kroz koji oni prolaze. Што можеме да преземеме како држави за да ја зголемиме безбедноста не само на границите, туку и безбедноста на луѓето кои што се пренесуваат на овој регуларен начин? Само со заедничка соработка од регионален тип, ни стручна соработка и професионална соработка на полициските агенции, првенствено агенциите за спроведување на законите, но и низ еден од најсилните сегменти во борбата против овој вид криминал, а тоа е пред се Фронтекс. За жал, Босна и Херцеговина се уште нема подпишано договор со Фронтекс, за разлика од Македонија која од 2015-та имаше и таков вид на помош. Се надевам кога ќе имаме подпишано договор со Фронтекс дека се ќе биде многу подобро. И се случува ли, имате ли, освен тоа што менили некои од жртвите луѓето се пренесуваат, има ли внатре во групите насилство меѓу нив? Се случува ли ако се фати од полицијата одредена група да пријават дека криумчарот ги изнасилувал, ги повредувал?
svakom slučaju nije bilo značajnih. Nема позначајни такви инциденти. Она што може да се забележи и дека постојат одредени субгрупи помеѓу нив во одредени земји од кои доаѓаат повеќето од југоисточна Азија, пакистанци и афганистанци, а од субсахарскиот дел повеќето се алжирци или мароканци, кои помеѓу себе правеле одредена организација за да ги искористуваат, злоставуваат или да вршат друг вид на насилство над оние кои што не доаѓаат од тие подрачја. Ви благодарам многу. Hvala vama. It's not my first time in Macedonia. Previously, I have been a part of this conference series. This is the third times, and first of all, before giving answers. Не сум прв пат во Македонија, сум бил и претходно, всушност трет пат сум тука. Пред да одговорам на прашањата, би сакал да се заблагодарам на сите членови на организацијата од Универзитетот Свети Кирил и Методи и Филозофскиот факултет и да се прифрлам на вашето прашање. Точно е дека минатиот февруари сведочевме на големите катастрофи предизвикани од силен земјотрес во одредени делови на Турција и илјадници луѓе ги изгубија своите животи. За жал, искусивме ваква катастрофа, но меѓународната заедница, вклучувајќи ја и Македонија и другите соседни земји, партнери на Турција дојдоа и помогнаа на турскиот народ и турската држава. Ние сега се обидуваме да се поправиме, да се справиме со сите предизвици во Турција. Што се однесува на прашањето за мигрантската криза, од арапската пролет сведочиме на голем миграцијски бран кон Турција. Ова е прво искуство на толкав број бегалци во Турција. Турција стана прва земја на прифаќање. Се трудиме да ги задоволиме најголемите потреби на бегалците, барателите на азил. Но во исто време и меѓународната заедница се обиде да даде некаква поддршка. Но тешко е да се спречи олкав проблем. Најпрво потребно е да се стабилизира Средниот Исток, Ирак, Сирија, Северна Африка, инаку ќе продолжиме да го сведочиме овој проблем. Не само Турција, туку и другиот дел од развиениот свет, бидејќи овој бегалски народ ќе сака да стигне во развиените земји од светот, бидејќи тие бараат подобри животни услови за себе. Во услови на конфликт, тие мора да ги напуштат своите земји и Турција се обидува најдобро што може да го адресира овој проблем, кој е глобален проблем, а глобалните проблеми бараат глобални решенија. Националните сили не можат да го решат овој проблем целосно и затоа верувам дека мора глобално да се реши. Колку мигранти и бегалци се сместени во моментов во Турција? On Turkey, in fact, the exact date number is not officially even. Нема конечна бројка, постојано нови бегалци ја минуваат турската граница, од југоисточната страна, пакистанци, афганистанци, но и други луѓе. Некои делови на Турција се транзит, други се дестинација. Турската граница е толку долга што не е лесно да се контролираат сите патници. Во овакви услови ние ја проверуваме официјалната статистика која е околу 4,5 милиони луѓе бегалци или баратели на азил, но не е сигурна официјалната бројка. Експертите велат дека жените бегалки и мигрантки се особено ранливи. Има ли случаи во Турција на родово базирано насилство врз жени и деца? In fact, yes. When we check the migration literature, firstly, children and the Всушност, да, кога зборуваме за миграцијата, жените и децата се први жртви во процесот. Во Турција нема некој специфичен случај на насилство, но слушаме дека некои мигранти сексуално злоставувале жени, а бројот на луѓе е толку голем и, реков, Турција се обидува да направи се што може за да ги забележи сите проблеми, но можам да речам дека не се успева да се опфатат сите сигурносни услови за сите луѓе, жените и децата. To provide all secure condition for all people, including the women and the children migrants.
Некои граѓански организации кои работат во Грција велат дека во камповите може да се посведочат случаи на силувања. Па дали сметате дека мора нешто да се преземе во смисла на организирање на земјите за да се заштитат жените од насилство? I told you that I'm not sure about the official. Ви реков, не сум сигурен за официјалните статистики, особено за вакви криминални случаи. Ако се вратиме 10 години наназад, Турција сведочеше многу помал миграцијски бран, 100.000 или 150.000 луѓе. Но сега сме домаќини на над 4 милиони луѓе, а може би и многу повеќе. Дури и турските институции не се сигурни за бројот. I'm not sure about the official data, as I told you that. Even Turkish state couldn't sure about the exact number. So, Затоа што жените не го пријавуваат насилството? some maybe. We spent. Може би некои ние потрошивме многу средства. Над 40 милиарди долари се потрошени за основни потреби на бегалците. Меѓународната заедница се труди да направи нешто за да помогне, но реков ова е голем проблем, а националните капацитети и сили се недоволни. Реков веќе глобален е проблемот, глобален проблем бара глобални решенија. Ask global solutions. Оваа година повторно се одржува и минатата година бевте позиционирани во Дорјан, конференцијата која што ги обработува темите безбедност, миграција и така натаму. Од колку земји имаме истражувачи, професори кои што ќе ги излагаат своите трудови на овие теми? Филозофскиот факултет, поточно Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, традиционално во овој период е домаќин на над 80 научници, професори од регионот, Европската унија, Соединетите Американски држави, од областа на безбедноста и меѓународните односи, каде што правиме рекапитулар и анализа на случувањата во изминатиот период и проценка на она што следува пред се. Геополитичките случувања, пандемијата COVID-19 направи редефинирање на меѓународните односи, ги покажа слабостите на целокупниот и здравствен, и политички, и безбедносен, и генерално на функционирањето и на повеќето меѓународни организации. Бидејќи темата е временските геополитички поместувања и влијанието врз безбедноста, можеме да констатираме дека се случија тектонски, обштествени, меѓународни промени по руско-украинската војна, чиј крај, за жал, се уште не може да се види, поради неопходноста, веројатно, едната и другата страна да седнат на преговарачка маса и да најдат заедничко прифатливо решение со целосно почитување на територијалниот интегритет на Украина. Врз основа на сите овие дискусии и трудови кои ги слушнавме во овие 3 до 4 дена во Дојран на нашите колеги, можеме да констатираме дека во периодот кој следува ќе имаме безбедносно невралгичен период, политички ризичен, особено за делот на Западниот Балкан, поради бројните отворени прашања кои ги имаме на Косово, во Република Српска, но и отворените прашања кои ги имаме треба да се затворат преку договорот кој го имаме со Република Бугарија, односно отпочнувањето на преговорите на земјата со Европската Унија. Сите овие отворени прашања се користат да се злоупотреби состојбата, етнички и интеретнички да се поларизира и подели населението. Престојат избори следната година во Македонија и тоа е погодно тло за дополнително нашата земја да биде изложена на една тврда, хибридна, асиметрична стратегија од актери кои не припаѓаат на западниот блок на демократии, кои неопходно преку ширењето пред се користењето на социјалните мрежи и другите сегменти кои се нудат во Македонија да се ослаби и се шири недоверба на населението во институциите и генерално во меѓународните безбедносни организации. Затоа е неопходно дополнително да се разменуваат информации, да се зголеми безбедносната култура и кај населението и во самите институции и да се продолжи клучен сегмент за деескалација на
отворените прашања пред се кои ги имаме недефинираните безбедносни состојби на Косово, иако враќање на ситуацијата на статусот на Косово во моментов е невозможна, бидејќи е фактички таа и независна држава. Затоа сметам дека европските интеграции се нужниот процес на продолжување и европеизација и американизација на процесите. Наспроти другиот блок кој е руско-кинескиот, кој во секој случај преку пропагандата сака дополнително да го подели населението кај нас. Може слободно да констатираме... Не е таа на некој начин легитимна борба за влијание. Зошто сметаме дека влијанието кое што може да дојде од таа страна е по автоматизам негативно? Затоа што ние припаѓаме на западниот блок, ние сме дел од НАТО сојузот и едноставно рушењето на демократските вредности преку хибридната пропаганда која се нуди преку Русија и Кина, а вие не ја гледате, а во суштина е присутна меѓу младата популација, кај повозрасните, преку поттикнување на различен тип на различни протести, се разбира протестите се легитимни, оправдани, секогаш како што е последниот што беше за случајот за онкологија, но имаме и дополнителна злоупотреба. Еден пример ќе го дадаме признавањето на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Црковното прашање е безбедносен ризик за нашата земја, се до целосното завршување на процесот на признавање на црквата од страната на Вселенската патријаршија, бидејќи прво, дел од членовите на Синодот на Македонската православна црква, според изјавите на високи државници од Република Северна Македонија, се руски агенти и соработници, истото е посочено и од страна на НАТО во размената на информации, значи токму не целосното признавање на нашата црква и влегувањето во тој сеправославен свет представува сериозен безбедносен ризик, затоа што овозможува мешетарење на различни незападни руски агенти преку црковното прашање да прават дополнителен безбедносен продор и така поделеното население, македонскиот народ политички кој е поделен на два блока и етнички пред се поделен во особено по промената на уставното име, го ослабнува функционирањето на демократскиот и политичкиот систем. И очекувам дека пред изборите, председателски и парламентарни, токму таа хибридна стратегија да биде што поактивна и поагресивна во нашиот период. На кој начин може да влијат, па дури и да е така, дури и да имаме влијание на членови од Синодот, на кој начин би влијала ако ние сме утврдени како секуларна држава? Да, секуларна држава, но основниот сегмент на функционирањето, културното, етничкото, идентитетското, особено се шири пропаганда дека не знам од каков различен начин е нападнат македонскиот јазик, македонската култура, наспроти тоа нудејќи ја заштитничка мајка Русија, Руската Федерација, Москва, и затоа во суштина се нуди дека ние да искажеме сомнеш во функционирањето на колективните безбедносни и одбранбени системи, затоа што и токму сега во моментов нашиот дел на црковното прашање представува основ за влез на различни свештеници кои покрај својата црковна обавуваат и друга дејност која им е позната и на нашите НАТО сојузници, безбедносните служби кои секако не смеат да се дозволат бидејќи едноставно шират пропаганда и дополнително го раслојуваат населението од различни необјасневи причини. Професоре, кога зборуваме за сомнежи во однос на јазикот и идентитетот, ние ги имаме како реалност сервирани од Бугарија, затоа што тие навистина го со факти и аргументи дури го оспоруваат на сите можни начини, нарекувајќи го македонскиот јазик диалект, велејќи дека еве имаше објави дека на оваа фондацијата што тие отворија овде дека станува збор за еден народ во две држави. Затоа постојат договори, затоа постои диалог, затоа постојат решенија за решавање на сите отворени прашања со соседите. Тоа треба ние да го решаваме заедно со сите земји членки на НАТО и Европската унија. Едноставно, ние треба да знаеме во кој клуб припаѓаме. Нашето место не води ниту во Пекинг, нашето место ниту води во Москва, затоа што едноставно западниот свет, економијата, соработката на Европската унија е патот по кој ние ќе можеме да одиме. Вашите, нашите деца, едноставно може на раце да ги изброиме кои ќе заминат да студираат
инвестираат во нека од овие незападни држави. Се разбира, постојат одредени вредности и култури кои треба да се прифатат, но таа хибридна стратегија која дополнително таа негаторска политика која постои кај соседите се триплира, се зголемува преку различни шпекулации дека е продадена Македонија, дека македонскиот јазик е избришан, што апсолутно е неточно. Кога зборуваме за закани и за дезинформации, токму политичките субјекти ги лоцираат како најголеми ширачи на дезинформации воопшто, не само овде во светот. Каква е тогаш одговорноста на политичките субјекти, во чии што има огромна моќ за нарушување на безбедноста, да речеме, по национални рамки? Внатрешната македонска поделба помеѓу македонскиот политички блок особено влијае за поларизација на македонското население, што дополнително и безбедносно и политичко го слабе и институциите и општеството. Затоа сметам дека ние влегуваме во исклучително неизвесен период во престојната 2024 година, кој може да не одведе или до бугарското или до црногорското решение, бидејќи ако не најдеме заеднички договор, црвени линии по кои заеднички политичките субјекти кои партиципираат во креирањето и функционирањето на системот на општеството, во тој случај дополнително тие отворени прашања и поларизација може да доведат до одредени тензии меѓу населението и тоа се отворени врати и прозорци на различни пропаганди и хибридни закани со кои се руши довербата не само кон институциите, но и кон меѓународниот поредок. Наспроти тоа се нуди алтернативата дека треба да се слушне вниманието и на малите народи и на малите држави, а тоа се мисли на таа прокинеска реторика и пропаганда. Професоре, како ја оценувате моменталната ситуација на Балканот и какво влијание врз односите помеѓу земјите се очекува во овој период, особено ако знаеме дека сериозни поместувања се случуваат поради војната со Русија и Украина? Сметате ли дека треба државите да поработат на решавање на отворените прашања што состојат во меѓусоседските односи? Во секој случај што се однесува на војната во Украина, односно нејзината рефлексија на Западен Балкан е многу значајна. На некој начин укажува на нужност од решавање на многу отворени прашања што постојат. Обидот да се забрзаат и да бидат поефикасни тие процеси низ мултилатерална соработка и регионална иницијатива не даде решение. Без решавање на наталожените билатерални проблеми кои гледаме дека ги оптоваруваат не само процесите во односите помеѓу државите, туку и процесите на европските и евроатланските интеграции во регионот. Мислам дека е многу важно да се решат некои чувствителни прашања, како што се имплементацијата на договорот меѓу Белград и Приштина, потоа уставните промени во Македонија, со што ќе се релаксираат односите со соседна Бугарија и ќе се зацврсти контекстот на европските интеграции. Тука секако се секогаш проблематичните српско-хрватски односи, односите меѓу Србија и Босна и Херцеговина. Значи, постојат многу билатерални прашања на Западен Балкан што треба да се решат за заедно да напредуваме кон членството во Европската Унија. Јас сум оптимист дека во некој нареден период ќе дојде до нова динамика во односите меѓу Белград и Приштина и дека по освојувањето на уставните измени во собранието на Македонија и тој процес ќе се деблокира, бидејќи Македонија неправедно долго чека во контекст на европските интеграции и долго беше блокирана, па време е процесот на преговори со Европската Унија да почне. Благодарам. Hvala vam.